Опасни комбинации, како храната влијае врз вашите лекови. Исхраната може драматично да ја промени ефикасноста на медицинската терапија. Лекарот Крис Стил предупредува дека секојдневните намирници често се главна причина за несакани ефекти кај хронично болните лица. Зелен зеленчук и крвен притисок. Пациентите кои користат лекови за разредување на крвта мора да внимаваат на внесот на витамин К. Контрола на зеленилото, спанакјот и кејот го поттикнуваат згручувањето, што е директно спротивно на дејството на антикоагулансите. Клучот е во умереноста и стабилниот внес, без нагли промени. Ризични додатоци, прекумерната употреба на лук, џумбир или брусница може дополнително да го зголеми ризикот од неконтролирано крварење. Млечни производи и овошни ограничувања. Одредени намирници можат целосно да ја блокираат апсорпцијата на лековите. Калциум, консумирањето млеко, јогурт или сирење истовремено со антибиотици ја спречува нивната работа во организмот. Грејпфрут и банани. Грејпфрутот е опасен во комбинација со статини за холестерол, додека бананите, поради калиумот, не се препорачуваат со специфични лекови за срце. Стимуланси. Кафето може опасно да го засили дејството на лековите за астма, доведувајќи до забрзана работа на срцето. Заклучок. За да бидете безбедни, секогаш читајте го упатството на лекот и консултирајте се со фармацевт. Малите промени во навиките на јадење можат да бидат пресудни за успешноста на вашето лекување. Традиционална постна сарма со прас и ориз. Оваа постна сарма е идеална за слави или за секојдневен зимски ручек. Тајната на нејзиниот вкус е во големата количина прас и долгото крчкање на тивок оган. Потребни состојки. Мерката е шолија од 250 мл. Една голема кисела зелка или две помали. 10 страка прас. Една шолија ориз. 3 шолии течност, 2 шолии вода и 1 шолија расолница. Сол, црн бибер, црвен пипер и масло по потреба. Начин на подготовка. Подготовка на филот. Ситно исечканиот прас пропржете го на масло додека не омекне. Додајте го измиениот ориз и пржете додека не стане стакљаст. Зачинете со сол, црн и црвен пипер. Редење. На дното на подлабок сад ставете сечкана зелка или цели листови. Земајте помали ливчиња од зелката, полнете ги со филот и завиткувајте мали ролатчиња. Редете ги густо една до друга. Печење. Врз наредените сарми посипете црвен пипер и малку масло, па покрите ги со цели листови зелка. Налејте ги со течноста, соодносот треба да биде 3:1 во корист на течноста наспроти оризот. Крчкање. Ставете го садот во загреана рерна на 250 степени додека не зоврие, а потоа намалете на 150 степени. Печете подолго време на тивко додека оризот не ја впие целата течност. Корисни совети. Масло. Кај постната сарма не штедете на маслото, тоа му дава сочност на јадењето. Расолница. Комбинацијата на вода и расолница му ја дава потребната киселост и специфичен вкус на филот. Сервирање. Бидејќи е без месо, оваа сарма е подеднакво вкусна и кога е топла и кога е ладна.